После жестотките ноти на Джамбо Агушев и неговиот вревлив оркестар, би се рекло, максимално забавен. Се враќаме назад во отвореното студио со последниот разговор за вечерва. Во наредните 30 минути имам задоволство со професор доктор Ѓорѓе Филипов да поразговараме, кој што е бивши долгогодишен дипломат, амбасадор во неколку европски земји и во неевропски. Нели, Филипов, вие покривавте... Во Јапонија. Така е, во Јапонија ја покривавте. Истовремено сте и експерт за, бидејќи имате една од најпочитуваните компании за интелектуална собственост во овој дел на Балканот, би рекол. Сте и експерт за овој тип на, како да кажем, прашања кои што се однесуваат на собственичките односи околу називите, имињата и така натаму. И мислам дека тоа ќе биде занимливо да се поразговара. Темата на разговорот е сега под предпоставка дека сето ова ќе помине во Грција како што се предвидува. Влегуваме во една операционализација на Преспанскиот договор со низа технички елементи кои што ќе треба да се доработуваат. Пред тоа сакам да ве прашам нешто, знам дека не сте политичар и не е прашањето политичко, повеќе се однесува на овој ваш стаж во дипломатијата долгогодишен. Опозицијата најавува дека доколку победиле на наредните избори, дека они во суштина ќе го укинат договорот од Преспа, ќе го преиначат и како што велат ќе направат подобар од овој. Јас сакам да ве прашам, постои ли таа практика да овој тип на договори меѓудржавни некоја нова власт ги укинува? Дали тоа да речеме може и опозицијата во Грција да го направи? Не. Ниту ние би биле сериозна држава тогаш, ниту Грција. Толку и за тоа се работи што колку и да зборува опозицијата во Грција дека тој договор е лош и дека таа не го поддржува и така натаму, сметам дека ако сега се реши она што треба да се реши, очекувањето и во грчкиот парламент да дојде до ратификација на договорот, дека таа ратификација ќе почитува и наредната влада, без разлика дали ќе биде истава со Сириза на чело или ќе дојде неа демократија која као моментално води на анкетите. Меѓутоа, договорот сметам дека нема да биде прекинат, ќе биде многу голема дипломатска грешка и мнението за Грција како сериозна држава во светот ќе биде променето, особено сите ветувања што ги има досега дадено Грција. Тоа предпоставувам дека ако не можат грците го направат, не можеме ние не би требало да го направиме, затоа што тогаш дури би настанала некаква несигурност воопшто и на економски, на политички план за натамошна соработка со нашата земја. Договорот ќе се депонира во Обединетите нации, ќе следува некаква резолуција на Обединетите нации. Таа резолуција на Обединетите нации бидејќи така беше и создадено, тоа првиот договор кој што земјите беа врзани да најдат решение за ова прашање помеѓу двете страни, така и овој договор кој што е случај помеѓу двете страни, тие двете страни кои ќе добие едната страна она што го бара тој договор да се најде конечно решение за името, затоа и тоа името на договорот е конечна спогодба. Тој договор ќе биде поднесен во Обединети нации. Таму предпоставувам Метју Нимиц ќе даде свој рапорт. Апсолутно, дека е конечно завршено тоа што се однесува меѓународната заедница после 25 години дека најде решение, односно помагаше, беше еден олеснител на преговарањето на крајот. Двете земји мора сами да го најдат тој договор и сами го најдоа без разлика на околностите во кои што е донесен и дека тоа ќе го почитуваме меѓународната заедница. Тоа ќе иде пред Совет за безбедност, бидеше Могерини денеска изјави дека годината започна добро за Европа, реферирајќи на Преспанскиот договор. Практично не остана речиси никој. Јас не видов дали Белград коментираше, бидејќи сите сосети, сите меѓународни фактори, десетици држави, десетици меѓународни организации од НАТО, па Европска унија и така натаму го поздравија договорот. Значи, не може да се очекуваат и на тоа прашање сакам да ве прашам некакви компликации во Совет за безбедност. Дури кога се потпиша договорот, ако се сеќавате, има некакви фантазии дека Совет за безбедност за русите ќе даде вето и така тоа. Не. Дури да дојде тоа на Совет за безбедност, не може да дојде до вето, бидејќи обврските се, ако се чита детално, немаме време сега тоа да го расправаме. Тоа може да биде покренато и Русија да праша евентуално, иако не верувам, бидејќи Русија беше таа што го поздрави договорот. Така е, таа и сега Русија го поздрави договорот. Договорот сега во врска со референдумот е коментарот, не е заради договорот. Дали било согласно. Меѓутоа во самиот договор референдумот не е условен. Референдумот е само едно средство кое што едната од страните може да го направи или не може да го направи. Бидејќи можеше и да нема референдум, тогаш договорот ќе важеше веднаш. Меѓутоа, бидејќи решивме да има референдум, се направи референдумот, тој беше еден консултативен да се види расположението на... Сега Македонија ќе треба, согласно договорот,
доколку и ако се разбира, помина сето тоа во ред и во грчкиот парламент, ќе треба да испрати писмо до сите земји кои не признале под Република Македонија. Што се можните реакции на тие земји? Турција, да речеме, веќе, ако не се лажам, и рече дека ќе останеме Република Македонија за неа. Постои ли таква можност од некакви двојби, дилеми и така натаму? Може Турција да не нарекува како сака, меѓутоа меѓународно ние ќе бидеме така. Република Северна Македонија. Земјите ќе добијат тоа на знаење, некое време ќе биде време на адаптација и нивно и наше, меѓутоа на крајот тоа ќе остане Република Северна Македонија, така ќе се обраќаат. Амбасадоре, вечерва некој ме праша од колегите, добро, гледам ракомет и долу пишува МКД, игравме со Хрватска. Дали ова МКД ќе остане во ракометните надпревари? И понатаму ќе остане МКД и МК, не само во ракометните надпревари, него пишува во самиот договор, во член 3 ми се чини дека, каде што знаките остануваат исти, освен на транспортните, значи на возилата. Тоа е веројатно по случај барање на грчката страна заради тоа што мир во куќа, што се вели, затоа што ќе одат возила во Грција и таму би можело да биде НМК или само НМ, меѓутоа за другите кодови ознаката на Република Северна Македонија во Обединените нации ќе биде МК и МКД. Значи, кога ќе се играат утакмици, например, ние сме во Европска патентна организација, спомнавте таму, или во Светската организација за интелектуална собственост, дури во Обединетите нации ќе си остане кодот МК. Бидејќи тој прифатен од меѓународната организација за стандардизација. Тоа е нешто што допрва ќе се договори или тоа се подразбира? Не, тоа е веќе договорено и се подразбира дека останува, стриктно е кажано во член. Добро, тоа значи дека македонска каменица и македонски брод остануваат? Апсолутно ќе се останат македонска каменица и македонски брод и сите географски што го имале претходно пишува тоа во договорот, значи ќе си ги остават имињата, придавките ќе останат македонски без разлика што Јас ве прашувам и некои прашања за кои јас ги знам одговорите, меѓутоа претпоставам дека нашите гледачи има еден дел од забуна на Facebook и на интернет и се што се македонско девојче да речеме. Македонско девојче и дома секој пишува таму дека стрикно во договорот дека она што е под капата на државата, институциите на државата, тие ќе се нарекуваат институции на Северна Република Македонија, дури и тука можеби ќе видиме ќе има преговори, нели се формираат 4 комитети. До денеска е формиран еден комитет, тоа е за историја. Тоа е за историја, го води амбасадор Габер и тие веќе почнаа со работа, остануваат уште 3 комитети, едниот е стрикно технички, каде што се формира меѓународна група, кој што ќе треба да ги расчисти прашањата околу географските ознаки на потекло, околу трговските марки, другите права од интелектуална собственост, авторските права и така натаму, на имињата на компаниите кои што носат презнак македонски или... Тоа се деликатни области. Колку илјади компании има во Грција и во Македонија кои што имаат... Бидејќи знам дека имате и цифра. Вака, во моментот кога правев овој труд за тој научен симпозиум на МАНУ, во Македонија имаше регистрирано 3424 компании, кои што во своето име имаат придавка или го носат називот Македонија, во Грција 4135. Што ќе се случува со нив? Мислам, нема ништо страшно да се случува. Има 3 години таа комисија да ги расчисти тие прашања. Ова се само околу имињата на компаниите и придавките кои што ги содржат. Имаме тука ние и други имиња на производи или на марки кои што во себе содржат македонско сирење, македонски ајвар. Македонски ајвар е веќе регистриран, призната географска ознака во Светска организација за интелектуална собственост. Има разни други имиња, за нив ќе се дискутира посебно и ќе се договара. Она што е многу битно овдека е додека не се договора страните, важи се како што било. Значи бизнисмените добро се договори во овој однос. Ништо нема со сила да биде променето, се додека не бидат прифатени од двете страни. Додека и од двете страни не се прифатат промени. Тоа е така кажано стриктно во договорот. Мислам дека нема толку тешко да оди тоа преговарање, бидејќи има доста меѓународни правила како тоа се решава, има и доста искуства во однос на дури и меѓу земји од Европска унија, така што може да се користат. Кога ќе се формираат тие комисии кои ќе почнат со работа, ќе се види, бидејќи нема толку многу внесување емоција како што е прашањето кај историјата и кај културните наследства, таму може да потрае малку и учебниците и образованието. Само да напоменам овде дека некој сака да пренесе дека само во Македонија ќе има промени во учебници или
во одредени називи, историски факти или не факти, зависи која страна пласира. И во грчката страна ќе треба да дојде до промени. И на називите на имињата на локалитетите и така натаму. Значи, комплетно е пропорционално, не е пропорционално туку и едната и другата образовна програма се разгледува. Не само во Македонија, но и во Грција. Има ли рокови поставени? Па има рокови, додека Македонија пред да влезе во Европска унија ќе треба скоро сите тие прашања бидат расчистени. Значи и во однос на правата, инаку како ќе работат овие комитети и оваа меѓународна група за интелектуална сопственост и она група за историја, уште еден комитет се формира, заеднички комитет на министри во однос за економија и уште една виш совет на владите. Владите еднаш годишно каде што ќе се разгледуваат што се случило со ова спроведување на одредбите од овој договор, исто така злоупотреби, намерни или ненамерни на одредби од договорот, секојаш едната страница ќе има право да реагира на тоа ниво, на другата страница, на страна на тоа ниво. И како што е сега расположението, би требало тоа да оди релативно лесно, иако значи секогаш може да се вклучи тој момент на емоционалност кој што може да донесе проблеми. Меѓутоа, како е сега тргната работата, мислам дека прилично се свесни и двете страни за пропустите што досега се направени и не треба да се повторуваат. Па се гледа оваа позитивна енергија на двете страни, барем на владите, ова да се реши проблемот. Ова е еден момент кој што треба да го искористи и македонската страна, грчката страна да се промовира како водечка страна на Југоисточна Европа за разрешавање, дава пример како би требало да се решат конфликти, а македонската страна треба да го искористи овој моментум и од онај придобивки што ги направи на дворешен план, да ги искористи за спроведување и на внатрешен план, за подобрување на ситуацијата на внатрешен план. Тоа значи онај процес на помирување што го пласираше премиерот Заев не треба да запре. Меѓутоа треба да се искористи овој момент и треба да не се навлегува. Спомнавте дека нови избори, дека може да видат и парламентарни едно од прашањата кои што како би се одразиле што веднаш реагираше Хан и Европска унија, кои што знаат што значат нови парламентарни избори во Македонија, дека не се тоа нови парламентарни избори во не знам некоја си во Шведска. Во Шведска па ќе си завршат така, туку кај нас мора да видат со некакви натегања, драма и наместо да траат 2 месеца, ќе траат 6 месеца. Тоа ќе го изгубиме тој моментум и не сакаме да им се мешаме на политичките партии. Ако тие одлучат така ќе биде. Меѓутоа, чисто за нас како граѓани, смесламе дека ќе има последици врз договорот, не толку колку врз можноста за искористување на овои позитивни ефекти во меѓународна јавност, не значи само политичката јавност. Меркел беше и кај нас, отиде и во Грција, не отиде само заради политички аспект да каже окей, се беше во ред, берлинскиот процес ние го водиме, ма вие постигнавте некаков ефект, туку и економски. Туку имаше нејзината посета економско значење. Некои 20 на германски компании, на пример, очекуваат како ќе биде оваа разврска, ќе настане ли конечно да донесат одлуки, дали ќе продолжат со инвестиционите овие планови што ги имале или не. Премиерот зборува за едно долго прашање, толку години го одложувавме тој чебрен и галиште. Навистина, ако е донесен договор, ако е подпишан и ако почне со работа, тоа ќе биде голем замајец за целата индустрија во Македонија. Грција има слични вакви моменти, само да се подсетиме кога Ципрас дојде на власт, колку беше противник на Германија и на Меркел, какви зборови не употребуваше, дури не својствени за еден политичар. Па и неговиот министер за финансии. И исто неговиот министер за финансии, од аспект на оној би рекол дури реализам или дури да не речам комунизам. Меѓутоа, како се одвива работите, како виде дека Европска унија нема намера да ја поништува Грција, туку да ја помогне, и сега ги почувствува тие моменти, елементи од цела Европска унија, која што ја предводеше Германија, така што тие релативно лесно ја пребродија таа голема криза во која што беа западнати.
и пречекот на Меркел пред 4 години и сегашната посета се разликуваше драстично. Така е, завршија социјаливање. Финатиот пат со поздрави СС дивизии и наци поздрави беше сега таа атмосфера. Да ве прашам, имате ли впечаток дека во опозицијата се знаат овие елементи доволно вака од прошто што следите, бидејќи впечаток е дека се како да се произведуваат намерно некакви фами и некакви контра, дури и фейк информации околу содржината на договорот. Има денеска разговор со некои новинари, необврзан разговор, дека пласирањето на фейк информации, особено, нели, најголемата иновација, јас би ја нарекол социолошка во последниве 10 години е Facebook. 2006 дојде, да речеме, 2006, 2012 дури му го признаа патентот на овој Цукерберг. Ама во Европа не никогаш признан како патент, бидејќи во Европа не може тоа се патентира. Меѓутоа, Фејсбукот, Твитерот и така натаму дадоа можности за многу лесно пласирање на фейк информации. И освен поединците, на тоа наседна и портали, па и дури и големи компании, и големи куќи медиски, информативни, што е жалосно. Меѓутоа, од друга страна, па многу лесно се поништуваат тие фейк информации. Многу брзо се доаѓа до реакција. Не е како некојаш вие ќе си дадете демант, па кој ќе го чуе. Не, сега демантот веднаш ќе слуша. Така што фейк информациите е жалосно што и партиите ги користат заради придобивање поени, ставајќи го како и секогаш интересот на партијата пред интересот на државата. Тоа не е добро, некојаш треба да се проголтат некои работи и да се следи германската поговорка. Често сум бил таму од млад на специјализации, учев за социјал марктвиртшафт, социјално пазарно стопанство. Бев таму 85-та, пред некој ден на Конгресот, Меркел пак зборуваше за социјал марктвиртшафт, за социјално пазарно стопанство. Да. Значи, не се променило ништо, нема лажно пласирање. Прво ја ставате државата во своите приоритети, после ја ставате партијата, после ставате фамилијата ваша, па после вас лично. Личните интереси. После личните интереси. Ја спомнавте Европа. Зашто ако не е државата во ред и вашите лични интереси се може само фалшиво да бидат искористени, злоупотребени моментално и по некое време ќе сватите дека ако не име на сите добро, не може ни вам да ви биде добро, имајте колку сакате милиарди дома. Ја спомнавте Европа и разговараме за тие европски вредности. Колку ќе биде предноста на Грција што е членка на Европската унија, бидејќи работите со кои што се занимава и Преспанскиот договор се во голема мерка регулирани во Европската унија. Има ли предност Грција со тоа што е членка на Европската унија и во преговориве? Огромна предност. Вие што не знам дали ја проследивте таа информација дека Соединетите американски држави го снижили нивото на представништвото на Европска унија во Вашингтон. И дека Европска унија реагираше на тоа, па пак не знам дали ги вратили или не ги вратиле. Зашто често пати и во Обединети нации, видејќи Европска унија е посебно во Обединети нации, посебно е секоја држава од Европска унија. Европска унија често пати подпишува и договори во име на Обединети нации. Тоа е незината подготовка за која што еднаш можеби ќе се случи Соединените американски држави, односно Соединените европски држави, да видат еден пандан на Соединените американски држави. Никој што можеби нема да биде во воена смисла, меѓутоа во политичка, па и во економска, и во економска, да, во економска може да биде тоа. И предноста е огромна затоа што во рамките на Европска унија тие си создаваат некојаш нивни правилници и закони кои што често излегуваат и од рамките на меѓународните договори и конвенции. Ги знаеме ли ние овде тие што ќе се однесуваат на договорот со Грција? Ние ги знаеме во мојата област, ние ги знаеме сите замки, меѓутоа имаат огромна предност тие што се внатре, тоа го почувствува и Словенија, и Хрватска, и Унгарија кога влегува во Европска унија, и Полска ќе го почувствуваме и ние, меѓутоа ете проживеа тие, никој од нив не се жали толку. Че нема ни ние да се жалиме, бидејќи па предностите што се добиваат кога ќе влезете во Европска унија ги надминуваат тие недостатоци кои што вие ќе мора да прифатите некои правила кои што си важат во таа куќа, иако вам не ви се допаѓаат, а во вашата куќа не биле исти како што е таму. Значи она што Европска унија има, на пример, во интелектуална сопственост, во трговски марки,
си има некакви закони. Марката ваша, иако по меѓународни договори, ево предност доколку има приоритет предходно, кој ќе влезете во, ако пречи на некоја европска марка, европската ќе има. Тоа е приказката со ајварот и со ајварот. Приказката, добро, ајварот го разрешиме, таму никогаш не ни го украдува, бидејќи на време реагиравме. Иако ајварот е еден генерички поим што не ни може да биде украден, тоа е исто како, па не може да биде заштитен ајвар, ниту може пиво да биде заштитено само како пиво. Тоа е една голема приказка, како и многу други од незнаење што се пласираат, па дури и председатели на држави ги пласираат, и премиери наместо да се советуваат со нивните служби, многу убаво звучи, ни го украле ајварот и вие, што добро доаѓа на вестите, а тој ајвар никош не украе. Паралелно се случуваат и на други полиња вакви информации, во многу позначени отколку тоа дали ни украле ајварот, што не може сигурно да ни го украдат, бидејќи се реагираше на време. Иако и за знамето, ние ако ги знаевме тие правилата што се, можеби немаше да го одбереме првото знаме што го одбравме, зашто веднаш ни го поништија. По Париска конвенција се вели, за да станете членка на Обединетите нации и знамето што ќе го одберите треба да ви го признаат сите членки, зашто по член 6 тер од Париска конвенција сте должни, бидејќи сте веќе во неа, да ги почитувате тие правила. Очигледно дека ќе мора да се научиме на многу правила кои што ќе мора да се почитуваат. Како реагираат вашите грчки колеги во оваа дискусија околу Преспанскиот договор? Има ли од нивна страна подготвеност да со една беневоленција да влезат во целиот процес? Што се однесува до колегите, има и малку и скептици не во однос на договорот и тоа дека неа демократија или не знам, нема никош да го поништи, туку некои се скептици во однос на имплементацијата во населението, зашто и во Грција има голем дел од населението кој што ова го смета како голем пораз. Да, тоа го гледаме секој ден. Значи го сметаат како голем пораз, па сега наеднаш се појавува некаква држава што мислат дека ќе им ја украде нивната држава, нивното наследство и така натаму. И тоа им е тешко да го објаснат, бидејќи не се ни труделе да си признаеме до сега. И тоа ќе биде малку потешко за имплементација во свеста на секој грк. Добро, знаеме дека свеста се менува релативно потешко и поспоро и треба години да поминати за тоа. На конференцијата за печат се сеќавам и Меркел и Ципрас се осврна тоа дека иднината на Балканот ќе биде во Европска унија. Првпат се донесе значи таа одредба 2003 во Солун. Тоа со Солунскиот процес, Грција беше тогаш председавач и ако Грција вети, еве, дошло време и да го исполни, тоа е 15 години само поминати од тогаш. Во дневникот ми беше гостин Љупчо Арсовски, нашиот поранешен амбасадор во Атина, колегата ваш, исто така долгогодишен дипломат, и него го прашав ова што сега и вас ќе ве прашам. Верувавте ли вие и како дипломата и како човек кој што сепак е проткар низ оваа македонска секојдневија политика, историја и така натаму, дека ќе дојдеме некогаш до договор со грците? Не ве прашав пред една година дека ќе дојдеме, верував, меѓутоа дека тоа ќе се случи вака брзо. Не верував, морам да признам, дека сум многу пријатно изненаден дека дојде до решение, затоа што ја анализиравме позадината, минатото на преговарањата и знаевме дека тоа меѓу нас во кулуари, дека какво име да измислиме, ако го има зборот Македонија внатре, дека нема да се најде грчка влада што ќе го прифати тоа. Тоа ни беше така што ние може да преговараме колку сакаме, на крајот нешто немаше, пак ќе се одложат, пак ќе чекаме 10 месеци, па повторно. Меѓутоа, еве дојде една храбра грчка влада, на која што и одеа во полза меѓународните настани, меѓународниот тек на политичките настани, на геополитики, промени и така натаму. Се јавија нови светски сили кои што до вчера не постоја, се рехабилитира Русија, се појави Кина како полека ќе стане и политички играч, за сега е само економски. Сега полека, еве, Индија се појава за 5 години, ќе зборуваме за Индија како што сега зборуваме за Кина. И Европа свати дека некои работи мора да си ги запечати, да си направи мир во куќата, барем внатрешниот притисок на телото што се вика Европа да биде намален и да остане само она што ќе треба од надвор да го решава. Како ние сега, ние почнавме обратен процес. Решено ние
со соседите, дури да нема држава во кандидат за Европска унија што ги има решено прашањата со сите соседи, да се осврнеме, дури и членки на Европска унија, Словенија и Хрватска, например, имаат прашања, не се само тие. Имаше и Велика Британија, Шпанија и не знам, има и други примери такви. Ние сме пример што оди во прилог на она што рековме, да го искористиме овој моментум, да облажиме малку од тоа што голем дел од нацијата мисли дека сме изгубиле. Значи, на емоционален план имам реакции, писма од пријатели од надвор, па деца им плачат, дека ќе немало веќе да се викаме Република Македонија, дека они немало да... Дури дека не можели да ги крстуваме децата Македонка или така натаму, што нема никаква врска. Секакви фантазии. Во договорот јасно е кажано дека само што се однесува на институции од влада формирани или на влада кои што се повикуваат. Здруженијата што се на граѓани, тие ќе си останат како што се. Разни други, вика ракометна репрезентација на Македонија, односно македонска ракометна репрезентација. Значи, за тие работи ќе се дискутира, за огромен дел од нив ќе си останат како што се. Каде е според вас, за крајот, бидејќи времето брзо ни тече, каде е точката на најголем предизвик во спроведувањето на договорот? Таа точка се содржи во самиот договор или зависи можеби повеќе од политичките атмосфери што ќе се создадат оваа идната година во Грција и во Македонија? Мислам дека треба да се работи на тоа. Политичките атмосфери и партиите кај нас и во Грција треба да бидат многу внимателни, да ги заборават на момент своите лични интереси, да не предизвикуваат вештачки набој меѓу населението, затоа што се играме со оган. Дури не е тоа прашање на еден човек, видовме колку се тешки за решавање, непредвидливи се социолошките процеси, бидејќи човештвото уште не нашло прави методи. За хемија па е тешко, за биологија е тешко, за еден човек е тешко, а не па за група на луѓе или за луѓе во една држава кај што е конгломерат од нации, од вери и така натаму, да се реагира луѓето што ги водат двете држави, да бидат свесни за тоа. Мислам дека тука меѓународната заедница ќе треба да одигра голема улога, да се акцептира, да се компензираат тие набои што ги има, да се свати дека не е толку големо губењето. Зошто Германија го презеде овој процес? Зашто таа најболно знае што значи тоа и да ви остават држава, да ви ја распарчат, да ви одземат една територија. Не велам дека не било заслужено. Тие почнале Втората светска војна, меѓутоа страдаат и генерации и после тоа што немале врска со Втората светската војна. Раните се длабоки, меѓутоа како тие тоа полека со еден водење на тој процес во рамките на самата Германија го регулира, да сега едноставно представуваат пример и кај многу појаки држави како се решаваат тие прашања. И право на вера, и право на... Добро, голема е државата, силна економски, навика да се организира добро. Ние си страдаме од организација, често пати велам дека нема развиени и неразвиени државите кои има организирани и неорганизирани, зашто никогаш не си го исполнуваме тоа што ќе се договориме. Ама да се научиме еднаш да го исполнуваме, ма нека и најмало нешто, да се навикнеме дека мора договореното се исполни. Се чини дека овој пат ќе мораме бидејќи таков. Ќе мораме затоа што интересот е веќе многу покрупен и нема да биде тоа само се дешава во некоја Македонија што ни е гајле. Зборувам жаргонски сега, извинете на изразот. Туку ќе им биде гајле, ќе им биде многу грижа и на цела Европа, па и на Америка, што ќе се случува на ова тло, бидејќи тлото е размрдано, не толку заради... Ние само добиваме во моментот што е размрдано. Да. Зашто и нас не размрдува и не подсеќа што треба да се реши. На известен начин тоа го врати во игра решението и итноста на решението. Меѓутоа и нас не оживува на некој начин. Не оживува. Доктор Ѓорѓе Филипов, јас ви благодарам за овој брз и згустат разговор, но драго ми е што расчистивме некои технички аспекти од сето ова. Да, стојам на располагање да продолжиме со расчистувањето. Ќе има потреба и во наредните месеци. Благодарам. А вас, почитувани гледачи, ви препорачувам да останете со Еден ТВ, бидејќи ќе следуваат вестите на нашата програма, а потоа Релито Дакар, затоа што предпоставувам дека добар дел од вас сака да чуе и тие најнови информации. Ова е Еден ТВ. Отворено студио 1, јас сум Сашо Ордановски, вашиот понеделнички водител. Утре со вас и колегата Чомовски, останете со Еден ТВ.